Со Ана Несторовска Саздова од литература.мк или пак Арсламина, ова е екипата која што денеска ќе ви понуди малку повеќе да се втурнете во светот на детската книжевност и литература. И токму Ана ме потсети всушност пред некој период кога говоревме како да го одбележиме на некој символичен, меѓутоа значаен начин и за нив, како можеби општествено одговорна компанија и книжевен свет која што поддржа млади автори. Таа ми ја посведочи Марија, потоа уште колку други адреси вака ми пристигна во глава кои што тие ги поддржале во своето издаваштво, и се посетуваме само со цеца дека имаме навистина обемен број на наши млади авторки и автори кои што се тука за најмладата читателска публика. Веќе забележувате, имаме баш убава експанзија од ваква детска литература. Цеце веќе сигурно ќе си ги набави за своите момци, меѓутоа за оние кои што сега не гледате, во моментот заедно токму со Ана и литература.мк го одбележуваме денот токму за, односно меѓународниот ден за книжевниот детски свет. Денот е посветен за најмладите и секако да не забораваме дека покрај тоа што ќе препорачаме топ 10 некои можеби класици кои што сигурно Ана во работењето со целата екипа во литература ќе потсетиме дека имаме и второ издание на фестивалот за литература и општа култура која што стартува, коинциденција или нема, се случува да стартува и денес. Имате и многу убави музички перформанси за кои што ќе ги најавиме, ма со ред. Како се ти периодов? Турбо морам да кажам, затоа што имавме еден фестивал, сега друг спремаме, меѓувреме нови изданија, нови книги, промотивни настани, така имаме доста активности. Па се спремаме и за сајам Здравје во мај. Да, мајот веќе ни е обезбеден за сајам со вас, а и она што ми е драго дека кога беше Светски ден на радиото го одбележавте на свој начин, така што вистина сте една од можеби најодговорните општествени компании кај нас кои што потикнуваат за животните вредности, а особено да ги забраваме и децата и детскиот свет. Да. Како, Ана, генерално во литература се одбележува можеби единечен ден, кој што е посветен на детската литература, и зошто е важно да им напоменеме на сите оние, особено на повозрасните кои што бабите и дедовците голем дел од времето си го поминуваат со своите внуци, зошто е важно да се чита во рана детска возраст, како книгата и таа бујна фантазија која што им се создава кај дечињата, особено во оваа ера на дигитализација и кога се повеќе деца се со екрани пред себе, колку е важно да се направи простор за книгата. Да, денеска се одбележува 220 години од раѓањето на Ханс Кристијан Андерсен, всушност по кој што и се одбележува овој 2 април како Светски ден на детската литература. Токму негови најпознати приказни се вклучени во едно од нашите најзначајни изданија, Си беше еднаш. Книгата која што ја одбележа минатата година, во која што ги собравме најубавите бајки од цел свет и прераскажуваме се на ново издание, нови илустрации од Наталија Лукомска, ги донесовме и ги доближивме до новите генерации, новите читатели и идни читатели. Многу е важно да им се чита на децата уште од многу мала возраст, затоа што многу пати сме повториле дете на кој што му се чита или дете кој што чита еден ден ќе биде возрастен што размислува. И тоа не е бадила кажано, затоа што навистина читањето им ги отвара видиците на децата, ги поттикнува да размислуваат, ги поттикнува да раскажуваат, ги поттикнува и тие да создаваат нешто, ја поттикнува нивната фантазија. Така да оној пример кој што ние како родители треба да им го даваме, треба да биде со книга во рак. Односно, или да им читаме пред спиење, еден таков ритуал да си воспоставиме, да им читаме во секој слободно време, со квалитетна преца содржина да им го исполниме тој период. Сите, пример, меѓу училишни моменти, периоди на пауза наша да го поминеме со нив, со читање со книги. Значи, родител што држи книга во рака и самиот родител што чита за себе, инвестира и во своите деца. Тоа е инвестиција на долгрок. Да. Инаку на прашањето да одговорам, денови имаше на литература МК на сајтот попуст на детските книги, 50% попуст од сите издавачи што се застапени со детска литература во литература. Арсламина денеска лансира уште една кампања со попусти на своите книги за деца во сите продажни места, така да ги правиме подостапни книгите преку овие продажни акции и попусти, за да може да си ја збогата домашната библиотека и родителите и децата, меѓутоа и луѓето од образовниот свет, значи наставници, едукатори, учители во градинки и слично. Значи сите треба да ја следат новата издавачка дејност, да ги освежат своите библиотеки со нови изданија, затоа што веќе почнуваме да им зборуваме преку книгите на децата со нивниот јазик, меѓутоа да ги задржиме оние стандардни вредности. Дефинитивно. И она што можам да го забележам последниве месеци кај вас, посетувајќи ги секако филијалите кои што ги имате
низ Македонија, особено и во Скопје, можам да забележам дека литература МК го наоѓаат како едно прибежиште свое и вистина се големи критичари кога станува збор за автори, книжевен свет и така натаму и овозможувате преку музика, субкултура, култура да се овозможи свет на едно критичко размислување кај децата и младите момци и девојки кои што ги посетуваат, бидејќи не е само кача кај што ќе ги најдат своите омилени наслови, туку е место кај што ќе си го испијат своето кафе, ќе слушнат добра музика и меѓу другото ќе говорат за теми од областа на книжевниот свет. Само да подсетиме дека заедно со вас денес и одбележувајќи го денешниот датум, можеме да ги поканиме родителите кои што нас слушаат и гледаат во моментот на Тилма. Ќе поделиме можеби некој од вашите примери од Сијана, благодарение на вас и така ќе му дадеме придонес на секој родител и дете, така што еве телефонските броеви колеги од режија Владче може да ги отвориме, гледаш два кои што ќе ни се вклучат, ќе поздрават Ана и секако за соработката наша. Не престана тука, сакам да те прашам, ако направиме некаква рекапитулација од издаваштвото кое што го имате, кои би биле сериозно класиците кои што не излегуваат, што се вели од книжевна мода за читање кај децата? Се уште Андерсен е тука. Да, Андерсен е тука. Мора да само да прости на дигресија, Исидора Мун мислам дека ви е една од најбараните. Меѓутоа, ајде, останува кај. Исидора Мун, серијалот Исидора Мун од Хариет Мункастер е еден од омилените меѓу девојчиња, меѓутоа се повеќе и кај момчиња книги. Веќе имаме 15 книги преведено и објавено, плюс имаме уште 3 книги со братучетката на Исидора Мун, значи уште 3 книги од сетот на Исидора Мун. Се проширува, интересот не застанува. Ние често правиме работилници на оваа тема и секогаш се посетени. Ова не е само една необична приказна за девојче што е половина вампир и самовила. Значи има фантазија многу во книгата, меѓутоа нуди некакви сериозни човечки вредности, едукација за децата, како да ги прифатиме децата што се поразлични и слично. Еве можеме да доделиме оваа книга за секој што може да се почне и од последната, значи Исидора Мун има Волшебни сипаници, таа е најново издание што излезе минатиот месец. Супер. Кога го одбележувавме светскиот ден Исидора Мун и верувам дека буквално ќе се навлечат на неа затоа што и ние возрастните, јас сум лично фан. Како рековме 15 до сега издание? Па веќе имаме објавено 15, да и се чека секогаш со голема жилба и глад. Да. Можам да кажам дека е ова некој начин феномен затоа што повеќето омилени ликови на децата се врзани или со некаква телевизиска форма или пак со YouTube и слично. Ова е чисто книжевна форма. Прекрасно. И тука не правиме преседани. Исидора е само во книжевна форма. Добро утро, велиме кому или кого ќе го наградиме со последното издание на Исидора Мун. Добро утро. Голем поздрав до вас, поздрав до вашата гостинка. Ви благодарам. Јас имам едно свое мислење, јас сум баба. Поарно на децата ги дадеме книги, него мобилни телефони. Прекрасно кажано, еве, на ваше име презиме ќе запишат во колегите во режија. Ана може слободно тука да го... Во некој од книжарниците литература МК од попладнево може да си помина да со лична идентификација, да ја читаат со внуците. Со нетрпение. Ете така, вашето име презиме ќе биде таму доделено. Ви благодариме многу. Би сакала, Ана, само да го прокоментираме овој момент, веројатно ќе се служите со мојот став. Нели вообичаено некогаш децата се приврзуваат за одредени ликови или херои кои што се, да речам, во позитивна смисла. Сега овдека имаме девојче кое што е вампир и велат нели некогаш страшните работи или страшните приказни, одредени родители не сакаат да им ги читаат на децата нели во зависност од тоа на која возраст е. Но психолозите велат дека многу е поубаво во безбедна средина да им се прикажат нели страшните работи на дечињата, за да можат понатака во иднина да го гледаат светот и пореално. Затоа веројатно и оттаму моментот дека иако станува збор за девојче што е вампир, но таа и половина самовила, сепак приказните за Исидора Мун и целата филозофија како таа се развива се нели многу интересни за децата. Тоа е еден баланс меѓу доброто и лошото во сите нас. Мислам, во ниеден момент нема страшни сцени, нити пак не знам неубави моменти. Пред се фокусот е на детскиот раст, развој, размислување, прифаќање на себе си, прифаќање на другите, правење бели и соочување со последиците. Така да се тоа што е составен дел од растењето на секое дете. Прекрасно, да го вклучиме и следниот, ќе веројатно ќе може да биде и последниот со оглед на времето. Да го поздравиме. Добро утро. Добро утро, Елена на телефон. Елена, како сте утринава? Добро, со бебе, едно дете во градинка, едно бебе дома. Нека се живи здрави. Да пратите љубови да ги бакнете многу од Теце Марко и цела екипа. Да бакнуваме и ние. Дали читате?
читаме многу. Браво. Малото дури почна да ме гледа и во врв очи кога му читам. Многу се радуваме на... Да. Се надеваме дека вашата домашна библиотека некако ќе ја надополниме, на што ќе биде изборот за... Тоа ќе биде од нашите најнови избори. Најновото, од почитуваниот автор Русјаков, кој што може да го забележите и секако на социјалните медиуми, има една убава експанзија последниот период, токму девојчето и куклата што патува. Токму така, не разбрав само како е името, со кого зборувам? Елена, чинам дека Елена? Да, Елена, важи истото и за вас. Книгата во било кој од продавниците на литература МК ќе можете да се ја подигнете од попладнево па натаму наредниве денови со лична идентификација. Сега со оглед на тоа што се со две дечиња, веројатно ќе треба дополнителна организација, но можете и заедно фамилиарно да поидете, па покрај ова да си купите уште некоја книга да си ја збогатите домашната библиотека. Фала ви многу. Уживете во читањето. Љубов до вас, пригрнете ги дома семејството, да не заборавиме. Уште некои класици кратко да споделиме, Ана, и потоа да го споделиме и Видик. Неизбежниот Хари Потер. Мислам, Арсламина ги објави книгите на македонски јазик. Тоа е еден серијал кој што е актуелен и ќе биде актуелен, се читаат книгите, се купуваат сите оние гифт производи што се поврзани со Хари Потер. Еве вчера беше Маскинбалот, имаше наистина голем интерес за стапчења Хари Потер, меѓутоа и за самата приказна. Секогаш кога имаме настани за деца, доаѓаат маскирани децата, весели се, ги знаат сите податоци за Хари Потер, им правиме квизови за знаење, тие до најголем детал го знаат Хари Потер. Браво. И мислам дека нема потреба нешто премногу да се објаснува за Хари Потер, се знае неговата приказна. Само сакам да кажам дека и книгите навистина наоѓаат голем прием кај децата, иако е првиот дел лектирно издание, во девето одделение лектира веќе книгата, меѓутоа веќе од помала возраст почнуваат да ги читаат. Секоја чест. Со оглед на времето би сакал да не го изоставиме моментот на почитуваната авторка Оливера Ќорвезијовска, Три Мари, и некако да го спакуваме секако и фестивалот Видик, кој што официјално започнува од денес па се до 16 април. Доста работи има што ќе го опфати, нели, ова фестивалско издание. Секако тука е и театарската представа Лекција, долго очекуваната книга на Ѓорѓе Балашевиќ. Ја посветивме утринава минути за Дина Јашари, која што ќе има свој настап, значи многу убаво фестивалско издание ќе спакувате, па еве, тоа ќе оставиме да кажеш. Вечерва почнуваме со промоцијата на најновиот роман за возрасти на Оливера Ќорвезијовска, Три Мари, настан на кој што ќе верувам дека ќе уживаат сите читатели, затоа што е прекрасен роман, меѓутоа ќе имаме преставување преку три актерки на Трите Марии. Утре како една метафора, можеби така? Па да, тоа се три лика, трите главни лика се всушност Трите Марии, а всушност метафората или поврзувањето е со две Марии, Славко Јаневски, и извадок од негова слика, исто така има на корицата, значи омаж некаков е направен кон Славко Јаневски и Оливера Ќорвезијовска, многу суптилно тоа го има изведено во романот. Утре не очекува театарската представа Лекција, а во петок, како што напомена и ти, промоција на книгата за Ѓорѓе Балашевиќ, ќе ни дојде Иван Ивачковиќ, авторот од Белград, да ни ја представи книгата, а потоа ќе имаме еден музички настап со изvedба на хитови од Балашевиќ, да се подсетиме најзначајните numери кои што и сега се во моментов и актуелни со случувања на Балканот. Дина Јашари ни е во сабота, да, една од нашите најдобри звезди во подем, која што ќе има еден таков интимен убав концерт во Литература МК. Само да напоменам дека фестивалот ќе се одржува во Литература МК во Diamond Mall, таму се сите настани, и ќе се одржува од 2 до 16 април. Имаме богата програма со книжевност, театар, музика, настани за деца. Во недела ќе имаме музичко-театарски настан за деца, Волшебната флейта на Вулфи. Наредната недела имаме изложба на илустрации од Ване Косторанов на 8 април, потоа имаме промоција на нов роман на Моџо Килингтон. Следува концерт на Симеон Ангелов на неговиот квартет и уште една театарска представа, сите наобјавени што со Игор Ангелов. Саботата после тоа, значи на 12 април, веќе одам напред, Зарина Прва Севда ќе ни настапи, уште еден убав концерт, да. Неделата на 13 април повторно Семен ден за деца, настан музичко-театарски настан за деца.
Потоа следува другата недела уште 2 настана. На 15 април ќе го одбележиме Светскиот ден на уметноста со вечер посветена на Киро Урдин, нашиот тогаш ќе се слушнеме повторно, да знаеш. Да, се надеваме ќе дојде господинот Киро Урдин во Скопје затоа што е на патување надвор од земјава, меѓутоа тој ни отстапи документарецот негов планетариум да го проектираме и со така ќе имаме изложба на фотографии негови и на афоризми, значи малце поинако светло, меѓутоа сеопфатно уметничко. И последниот фестивалски ден е со книгата која што имам изложена тука, Часови без часовник, се извинувам, од Владимир Мартиновски. Тоа е сонетен венец, преку едно поетско читање на Мартиновски и Билјана Стојановска ќе го представиме поетскиот венец. Потоа само следува еден музички настап Джез Буки Веди од Јани Костурски, кој што ќе ги спои поезијата и современиот джез. 15 настани имаме пред нас, богата програма. За дел од настаните, како што се театарските и музичките настани, потребна е влезница заради ограничениот простор, а другите сите се од отворен карактер. Какво издание не спакува, беше соодветно да го одбележиме денот. Знам дека секој пат е многу интересно и одговорно да се работи во лабораторијата на литература МК Арсламина, така што ќе ви честитам за се она што го правите, баш како култура и субкултурно живење во оваа наша географија. Голем поздрав до целата екипа, благодарност до подароците, остануваме секој пат да се бидеме на линија и да го одбележиме Светскиот ден на уметноста. Тоа дефинитивно ќе го направиме заедно. Договорен. Ана, благодариме и благодариме што вака заеднички креираме нови генерации кои што за кои што задолжително четиво ќе биде секако книгата и нивен прв избор. Тоа се тие моменти во кои што сакаме да зборуваме за тоа колку е важно овие навики да се градат уште од рана возраст.